Темата за денеска е духовна обнова и на сликата имате една кујча во која што може да се живее. За ова нешто кое што ќе дојдеме до кујчата, ама претходно сакам нешто како вовед да кажам. Духовната обнова е нешто кое што е и текако потребно на секој еден од нас. Од која причина го велам ова? Ние како си фаќаме стаж во верата или во било што да е, знаеме често пати да се поопуштиме. Ќе ме извинам, тука се и повеќе жени, ќе ме извините жените, ова што ќе кажам, не го мислам со зла намера, обично не мислам и тука дека вие сте такви. Обично е невестата која ќе дојде во некоја куќа е како јагненци. И како поминува времето, она стекнува стаж во една куќа и после тоа ќе се отворат и очите и ушите и си ги бара своите права. Така да и ние како нели луѓе кои што сме тука во црквата колку подолго време, јас од се си знам, нели, веќе Господ мене ми прости и јас сум си најмудриот, најпаметниот, ќе дојде некој мал кој ќе ти каже нешто и сака да може би да те поучи во даден момент и Господ да прозборе до тебе и може би со ушите ќе го слушаш, ама со умот далеко ќе ти отиде и кој е он на мене да ми кажува. Маја ми сугерира тамо, ние да знаеме што диме, без да ни кажуваш. И така, духовната обнова, често пати ова го зборуваме и во црквата во Кавадарци. Духовната обнова за секој еден од нас, ние никогаш нема да ја добиеме надвор во светот. А духовната обнова за секоја личност која што е во црквата нема да ја добие ако само во недела доаѓа на служба. Духовната обнова може да ја добиваме во редовна комуникација со Бог. Што значи тоа? Читање на Библијата и разговор со Бог. Ако тоа една личност не го прави, се подпира само од недела на недела или отишол на некој семинар и слушнал таму некој проповеди, бил воодушевен, леле, јас сум колку сум обновен, ама верувајте дека световното знае да не пригушува. Световното нема да ни даде да тоа што си го примил и во црквата, ако повеќе посветуваш внимание. Немајте да ме сваќате и буквално кога ви зборувам, знам дека вие голем дел одите и на работа и обкружени сме, сакали или не, ние сме обкружени со световното. Но што повеќе во човек, што повеќе се всадува, неминовно е преку нас да излегува тоа што е всадено. Ако јас повеќе впивам световно, немој да очекуваш дека ти ќе бидеш духовен човек. Духовниот човек се полни со духовна храна и духовно преку него, во било која сфера од живењето, преку него мора тоа да испадне. Ако ние само се живееме на стара слава, на почетокот јас сум го засакал Господ и моето срце толку многу се влюбило во Господ и веќе тоа со текот на времето ни станува нешто на кое што ќе се подприме. Понекогаш верувам дека секој еден од вас, и јас тоа многу пати сум го имал како чувство дека нешто како да не оде, како да назадувам. Зошто Господ дали во овој момент молче, дали не ми зборува, дали нешто јас погреши, па Господ не го чувствувам некако. И верувам дека тоа кај секој еден го има. И се велиш може би во таков момент, Господе, јас сум ти верен, редовно ја посетувам црквата, правам и учествувам во многу служби, давам редовно десетоци. Кој е недостаткот? Јас зошто не напредувам, Господе? Зошто не одам напред? Мислам дека такво чувство секој еден од нас го има. Го имал и го има и сега. И затоа
Библијата ни е најмеродавното нешто на кое што ние треба секој еден од нас да се подприме. Ако се вратиме назад кон Израел, Бог не ли можеше да им направи складови на израелците со храна, секој да си има фрижидер во тоа време во пустината, иако немаше ни струја и ред други работи. Сега зборувам метафорички. Господ им даде задача секој ден, им пушташе секој ден мана. Тоа не алудира дека духовната мана или маната како храна која што тие ја примаа секој ден во пустината, Господ сакаше да не учи дека секој ден да се подпират на него. Убаво беше за Адам, кажува Библијата дека кога беше создаден, секој ден комуницираше со Бог. Секој ден имаше заедништво со Бог. Колку е тоа прекрасно. И Адам, се додека не сгреши, тој беше совршен, совршенство од човек, без мани, без недостатоци. Ама тоа совршенство и он сташти собра малце и реши во еден момент, во тоа што знаеше, на што Бог го поучуваше, на принцип најважно да го погреши. Израел исто така Бог покажа и со збор и со дела на Израел. И сакаше да се научи секој поединец и Израел како нација на кого да се подпрат. Ама за тоа требаше да дозвола да Бог ги обновува секој ден да ги обновува. Ние не сме исти како вчера. Нити ќе бидеме исти како и денеска до вечер. Ние се менуваме. Растеме, старееме, се менуваме. И затоа потребно ни е обнова постојано. Ќе ви дадам еден пример, иако тука се повеќе жени. Не знам, Васата знам дека е шофер, Жаклина е шофер, децата. Знаете ли што е ова? Ова е во поновите возила нешто кое што е многу важно. Се вика ДП филтер, пишува тука дизел партикулен филтер или катализатор познато. Ако ова се запуше, тогаш колата застанува во место. Ќе се загуши. Зошто го земав како пример? И знаете ли ова како се обновува? Ако оставиш долго време, да не одма ќе ви кажам како се обновува. Се обновува со возење на автомобилот на отворен простор. Ова служи за прочистување на негативните честички во горивата, за да кога излегува преку ауспухот, да излезат чисти честички. Ако се запушува и ќе се запуше скроз, ќе се наталожат многу честички и тогаш колата ќе застане нефункционално. Се регенерира, значи само се регенерира со тоа што ние ќе возиме колата на отворено и на една брзина меѓу 110, 120, 130, зависно од условите на патот. Ако ние не се прочистуваме со Божиот збор, а ако не се регенерираме секој ден, ако во нас се наталожат лоши мисли, лоши зборови, од нас што ќе излегува? Лошо. Лошо ќе излегува. Затоа ние е потребно да се регенерираме на начин како овој филтер што се регенерира. Постојано. Постојана обнова. Постојано да во нас се всадува чисто, за да од нас излегува чисто. Значи, ова е многу важно. А како ќе се регенерираме? Со препуштање на зборот на Господ Исус Христос. Тоа е најважното. Често пати ги имаме тука и младите, и у Кавадарци имаме млади во црквата и им кажувам, знаете, запамтите дека за вас е привилегија од мали нозе да сте во црквата. И фатите го Исус за рака, немојте да го испуштате. Немојте. Фаламе на Господ за овие три млади кои што ги имаме денес тука, најмлади. Други има тука уште млади, ама најмладите, на нив им зборувам.
И фаламе на Господ што се тука покрај Божиото Слово. Ама и порака и до нив важи секој ден комуникација со Бог, за да може да се обновуват, да се регенерират. Ако тоа не го правиме, верувајте како овој филтер ќе се запуше, а овој филтер зависно од возилото има многу висока цена. Почнува од 500 евра па до 1200 евра кошта овој филтер. Дали да се прочистен механички на мајстор или да го купиш како нов и да го смениш на автомобил. Може и да си изваден, да биде без него, ама автомобилот ќе испушта, нема да ги задржува негативните честички. Ќе испушта во природата лоши честички. И ние можеме да го извадиме Светиот Дух од нас, да не бидиме со Бог, ама што ќе бидиме тогаш? Фигура. Само фигура. Сега ќе одиме кон денешниот текст. Нашиот текст за денеска е во второто писмо на апостол Павле до црквата во Коринт, една црква бунтовна. Апостол Павле помина доста време, долго време таму и уште што ли не направи сиромајле за таа црква и повторно имаше верници кои што требаше да ги поучува. Уште на млеко и така натаму. Па прељуби, па уште што ли не се случуваше таму. И сега им дава една насока што е важна не само тогаш, што и денес и за нас. Затоа не се испоштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден. Зашто нашата сегашна лесна неволја не донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Ево уште една куќа, која што и поминала рокот. И ние, како луѓе, нели, ова слика ја земав за еден од принципите кои што сакам и сега да ви ги дадам на секој еден од вас и кои што се многу важни во процесот на живење или чекорењето со Исус. Како прв принцип е рушење. Што значи сега тоа рушење? Ево го примерот од куќата, за да може повторно оваа куќа да биде функционална, ова ептен и поминал рокот, мора целосно да се сруши. Од темел да се граде ново. Апостол Павле во овие стихови зборува за внатрешен човек и за надворешен човек. Надворешно, може би, кој ќе видиме оваа куќа, се речеме дека нели може би уште малку ќе се поживее. Нас кога не гледат надворешно, изгледаме нели и такви личности. Кога е стар, не сме многу интересни како старее човек. Најважното од се во стиховите кои што апостол Павле ги спомнува е внатрешниот да се обнови. Значи, ако се уште се живее во оваа куќа или во становите кои што ние ги имаме и сакаме нешто да промениме дома, значи треба да срушиме нешто за да се реновира. Ни смета некој зид, фамилијата се зголемила и сега треба да се сруши. Викаме мајстор и он кажува до таму и ваму треба да се сруши. Ама ние му кажуваме, му даваме упатство на мајстор дека еден дел од зидот не е многу важен, да не подсетува на минатото ти тука живееле тато, мама, дедо, баба и може би таму ни стоеле некоја важна слика и тоа треба да ни стоја таму. Сакаме да не подсетува на минатото. Ова е една прекрасна слика и за нас. Кога ние ќе поверуваме во Господ Исус Христос, Исус ни вели покајте се и предајте ми се на мене. А што правиме ние? Има во нас нешто кое што ни е многу мило, многу драго и ние сакаме да си го задржиме за себе си. А тоа нешто на Бог му смета, на Исус му смета. Ама ние упорно си тераме по наше, затоа што тоа ни е многу мило.
Бог вели дека треба сето да се сруши. Значи не може нешто да остане. Мора се Бог во внатрешниот наш човек. Ние нели велиме, апостол Павле ни кажува во Светото писмо, е запишано дека нашето тело е храм на Духот Свети. И Бог сака во нас да не очисте, да си направи дом во кој што тој ќе се всели, да живее. На него тоа му смета и ти вика, ти треба тоа да го отстраниш. Секој еден од нас добро си знаеме што ни е најмило и си го зачувуваме тоа. Си го држиме како успомен. Знаете дека од секое Божјо ветување кое што Бог го дал во Библијата, ѓаволот си направил дупликат. Еве, само преку самите слики. Еве го Божјото, еве го јагнето да речеме. Нели Исус на Библијата ни вели дека е Божјото јагне. Ѓаволот се претвара, зема јагнешка кожа, а он е волк. Апостол Петар ќе запише дека во последните денови он е како разјарен лав и обиколува околу црквата и сака да не приграбе. Сака да грабне уште некоја овца. И он знае да си ја смени кожата во дадени моменти и да се представува како јагне нежен и да приграбе некој од нас. Има различни финти. Често пати спомнувам и во Кавадарци, и тука ќе го спомнам едно кое што сакам и вие да го запамтите, дека наспроти нас имаме еден многу софистициран непријател. Немојте во нито еден момент да помислите дека долго време сте во црквата и дека се храбри, дека имате сила да се спротивставите на ѓаволот. Исус ни остави пример во пустината, кога беше искушуван 40 дена и 40 ночи не јадеше, не пиеше. Ѓаволот не ли знаеше дека Исус Божји син? И го нападна. И првото што беше, како прв тест, јадењето. Оти Исус не јадеше. Тоа добро му се го разработи он во главата, сега со тој ќе го нападна. И ние кои сме гладни, јас често пати кога сум гладен, морам да најдам нешто за да станам у стомак. Не е готов ручекот или било што таа. Ќе превратам некој работа. И он напаѓа. Немојте да бидете храбри. За да бидеме храбри и одлучни, во секој момент ни е потребна Библијата. Потребно е да ние живееме со Божјиот збор. И тие што се негатив, ѓаволот секогаш ќе го искористи тој момент, затоа Бог вели, дај јас сече рушам, мене ми треба чист терен. А ние кога си оставаме нешто во нас, тоа е можност и за ѓаволот да манипулира. Тука исто, ова е денеска па најмодерното. Ѓаволот, ако ма тргнеме главата, тука се боите на Божиот лак. И ова е една камуфлажа. Божиот лак и се повеќе и повеќе се представува преку една групација наречена LGBT групацијата. Тоа е нивното знаме. И они се Божји луѓе, они се борат за некои права и ред други работи. Тие нивни права сакат да ги наметнат и во школите, и во децата, и кај децата, да се искриве целиот свет. И тоа е целта на ѓаволот, да го искриве целиот свет. Ако јас и ти не дозволиме да се обновуваме духовно, верувајте, се почнува од духовното. Бог не оставил простор за светот и за човекот да почне од материјалното. Почнува од него. И Библијата вели дека тој е алфа и омега. Почеток и крај. Почнува кај него, завршува кај него. И така ќе биде. Без разлика нешто се поменуваме и зависи какви се околности. Ама јас и ти, ако дозволиме секој ден да се регенерираме, да се трансформираме, ние ќе дадеме допринос за некој друг да поверува и тој да почне процес на обнова, на регенерација. Ние сакаме обнова и чекаме некој човек. Еве сега ќе дојдат и изборите, се и се што ќе се ветува и на луѓето ќе им се наполнат главите, нели, со материјалниот светот и сега, и тоа ѓаволот го знае, економски сме многу слаби. Политичките партии тоа најмногу ќе го ветуват. Политика. Јас не сакам сега да испадне политички митинг тука, не држам политички митинг, него едноставно сакам до секој еден да доловиме заедно една слика што е колку е важно ние за да се менуваме. Сите ветуваат трансформација на општеството, ама гледаме дека повеќето си политичарите се вршат трансформација на нив од сиромав, од беден, па станал богаташ.
Може ли ти да имаш возен парк от милиони, милионска сума на цена на автомобили, а да живееш от минимална плата? Трансформация се направи. Он така разбира обществото. И затова Бог за цяло общество рекол дека почнува од мене и завършва од мене. Ако и аз и ти се менуваме духовно, ќе се менува духовно и ќе дадеме допринос во промена на обществото. Ама ние како общество, посебно во Македонија, бидејќи толку многу религијата ни го фана умот, толку длабоки се корените на религијата и не дозволуваме да имаме духовна трансформација. Доволно е тоа што си го знаеме, што го гледаме. Ако јас станам нешто по-побожен, па ќе ми се смеат комшиите, па дома ќе ми се смеат, па ќе бидам отфрлен и така натаму, и тоа нема крај. Нешто што повторно сакам да го запамтите, духовната обнова е славно Божјо дело, а не козметички третман за обнова надворешна. Славно Божјо дело за промена на внатрешниот човек, а не е козметички третман, одме во некој салон за убавина. И надворешно се дотеруваме. Од една личност, посебно невестата, била ваква, ама кој ќе дојде на свадбата е нешто прекрасно, убаво. Жената си онака прекрасно суштество создадено од Бог. Не и треба. На некои познати со многу шминки да испаднат евака нешто наникнало. Духовната обнова е славно Божјо дело, кој не менува однатре, а не козметички третман за надворешна промена. Тоа што Бог го врши во нас и што сака да го направи Бог, сака да направи една силна операција во нас, за да може тој внатрешен човек целосно да се трансформира. Имаме доста примери од луѓе кои што дале завет и во црквата, посебно при водено крштевање, биле пушачи и вика, му ветува на Бог дека јас ќе ги оставам цигарите и сега го натаму ќе ти служам. И ќе се направи заветот, ќе се крсте и после тоа го гледаш повторно почнува, продолжува да си пуше цигари. И го пашува што е таа иста личност, не му даде ветување на Бог. Абе види, јас не можам да го оставам наедно цигарите. Он пушал по 2 кутии и сега по 1. Ти значи, тоа што си го ветил како Бог, не дозволуваш Бог во тебе да има, да изврши операција за да го промени тоа. Ти со твојот ум се одлучуваш, оти јас не можам, немам сила да го променам тоа. Тоа исто и како наркоман некој кој што оде, сака да се откаже од дрога, оде ки првиот дилер и бара дрога како аператив, оти не може најднаш да се откаже од дрога. Има уште од секојдневието уште многу примери. Сите сакаме да се обновиме без нешто да се сруши во нас. Се плашиме што луѓето ќе речат ако премногу се менуваме. За во црквата си ставаме маски, а за надвор се прилагодуваме на околината. Тоа е исто како камелонот. Камелонот е еден вид гуштер и тој ги менува боите на својата кожа. Ама он има причина зашто го прави тоа. Навечер или преку ден да не биде приметен од некој предатор за да биде изеден. И он ги менува боите на својата кожа, зависи на кое место се наоѓа. Може да, ако е меѓу лисја, да се смене скроз во зелено и да не се познава. Апсолутно. Дека таму има гуштер. Е така има и денеска верници кои што се во црквата најпобожните, ама надвор, повторно, јагне во волчја кожа. Премногу знаат, еден мудар проповедник ќе каже дека јас не се плашам од работите кои што не ги знам, туку се плашам од работите кои што ги знам. Многу знаат, ама повторно не се плашат од работите кои што ги знаат. А ние да не бидеме такви. Ние да бидеме сосема спротивното.
Знаете ли што бара Бог? Бог бара човек во кој што ќе го всади неговото срце. Како што беше Давид. Во книгата Самуилова може да читате за цар Давид, вижте како дете, како беше препознаен од Бог кога предходниот цар Саул не одговори на Божиот повик. Бог обиколуваше целата земја, беше испратен пророкот за да го најде човекот по Божиото срце. Испратен кај Јесеевиот син и пророкот виде еден, Бог му вика не е тој, виде друг не е тој, виде трет и го најде цар Давид. Детенце мало, кој што беше уште во тоа време по Божиото срце. Бог и денес бара човек, маж или жена, по неговото срце. Срце кој што копне за него, срце кој што жедне и срце кој што е спремно да оставе се, да дозволе Бог да изврши еден таков рез, една таква операција, без разлика колку ќе боле. Нито една операција не е лесна. Да, и телесните операции се комплицирани. Може би во моментот нема да почувствуваш нешто, ќе те убијат, ама после тоа стануваат болки. Не е лесно да се откажеме од оноа кој што ни е мило. Си викаш, Господе, барем ова да си го задржам. Ама Бог ти вика, тоа мене не смета. Јас сакам чист дом, сакам чист канал преку кого што мојот свет дух ќе се излева. Сакам да бидеш ти употреблив сад за света слава. Доста беше од старото. Сакам еден нов човек, една нова личност да направам од тебе. Апостол Павле ги пишува овие работи и он има многу примери од својот живот, од своето секојдневие и од каде сето ова дојде за да го напише. Во 5 глава апостол Павле ни опишува, ќе ви ги прочитам тие стихови, бидејќи тој како нас извидници, тие што живееме извидничка служба и сме вклучени активно, знаеме добро функцијата на шаторот. Апостол Павле беше вклучен активно во изработка на шаторите. И во 5 глава од 2 Коринтијани тој вели, зашто знаеме, ако се разруши нашиот земен дом, кој е како шатор, имаме од Бога зграда, вечен дом на небесата, што не го изгради човечка рака. Па затоа и воздивнуваме и копнееме да се облечеме со своето небесно живеалиште. Само така облечени нема да се најдеме голи. Зашто ние кои сме во овој шатор, воздивнуваме обременети, зашто не сакаме да се соблечеме, туку да се облечеме и над него, и така животот да го проглота она што е смртно. Разбирате ли овие стихи? Многу јасна слика апостол Павле дава. Шаторот е изложен на различни влијанија. Ние како луѓе сме изложени на различни влијанија во секојдневието. Деца, фамилија, ова, она, болест, финансии и други работи. И тоа прави да ние и старееме. Апостол Павле, знаете дека многу рано остави во својот живот. Тој започна млад, ентузијаст, голем. Одеше и ја гонеше црквата, но откако се сретна со Господ Исус Христос, имаше лична средба, тој дозволи секој ден да биде регенериран, но мораше и да претрпе многу нешта. Многу нешта. Апостол Павле и самиот пишува во истото писмо во 11 глава дека беше изложен и на 3 пати бродолом доживеа, па каменување и сите мислеа дека е мртов. Па беше затваран во секакви услови, на дожд, на ветер, на бури, на снег, на се беше изложен. Змија го касна отровница. Тој сето го помина. И има целосно право ово нас да ни го пренесе во една убава слика, дека апостол Павле дозволи внатрешно да се менува. Еве тој, да речеме, беше човек што беше многу учен. Што му не достигаше ако го гледаме надворешно апостол Павле? Ништо. Беше учен фарисеј, учен при најдобрите професори во тоа време. Таму не било подмитувањето со вино и ракија за еден испит. Таму дебело да изагрееш колената
или сламарината, не знам колко имале столчиња во тоа време, за да можеш да научиш и да бидеш, да одговориш на испитот. Имаше знаење апостол Павле. Ништо не достигаше, него едноставно тој свати дека му треба внатрешно. И целосно нас ни даде една слика. Браќа, сестри, ве замолувам, дозволите на најдобриот хирург да изврши најдобрата операција. Без разлика дали е болно. Дозволите да се руши. Надворешниот човек старее, и тоа е природно од Бог така, старее, но внатрешниот човек да биде секогаш еластичен, витален, подготвен за Божјо дело. Секогаш да биде спремен да го даде најдоброто за Божја слава. Најдоброто. Ако тоа не го правиме, нема да можеме духовно да се обновуваме, да се регенерираме и да одиме напред. Ако знам дека моето тело е храм на Духот Свети и да продолжиме да живееме за Бог и Духот Свети, да може да извршат силна трансформација во нас, во нашите животи. Ако го сакате духот на тиквешијата, ова е многу познат дух во тиквешијата. И од него може да се напиете едно шише ракија, имате не еден дупликат, имате повеќе дупликати. Но со духот на тиквешијата може да завршите или на клиниката за токсикологија или во некој затвор. И ќе добиете и кривична пријава. Тој дух нас не е потребен, туку ни е потребен духот на обнова, Божиот дух, кој што се всели во нашите срца, уште кога поверуваме. Нашиот дух се поврза со Духот Божи и треба да му дозволиме да ваде се од нас. Затоа што Бог сака чист терен. Израел како народ помина низ процес на распаѓање во пустината за да биде обновен. И знаеме дека една цела генерација остана во пустината. Некои беа, земјата се отвори, беа проголтани, некои беа каснати од змии и лутици и завршија со смрт, некои беа каменувани заради непослушност и така натаму. Во новата земја, во ветената земја, влегоа само една нова генерација, обновена генерација. Генерација која што беше подготвена за да може да влезе и да го доживее тој таа нова земја, да ја доживее таа ветена земја. Но таа генерација веруваше дека тоа што Бог го започнал и дека ќе го заврши и го заврши на славен начин. Беа однесени таму каде што треба. Докај сум отишол? Зошто не ќе? Знаете ли што е процес на метаморфоза? Процес на метаморфоза во биологијата е од гасеницата, како ние со гревот, да се дозволи да излезе пеперутка. Во биологијата или во природата тоа е нормален процес. Еве е гасеницата и процесот започнува. Бог тоа што е грешното во нас сака целосно да го отстрани. Гасеницата, знаеме, кој ќе стиснеме од неја испаѓа нечистотија. Ние со гревот или тоа што си го оставаме и не дозволуваме Бог да го изваде, да го сруше, од нас сакале или не мора да испадне еден ден. Ѓаволот ќе создаде такви околности да испадне тоа. И Бог ќе му дозволе на него да тоа испадне. А ако јас му дозволам целосно Бог да изваде од мене секоја нечистотија, да биде полесниот пат, не потешкиот, ќе дојдам во оваа фаза на пеперутка. Во 2016 година имавме можност од деците извидници да посетиме зоолошка градина во Вроцлав, затоа што бевме на Еврокамп таму. И има посебен дел каде што имаше и јагници и пеперутки. Влегуваш во тој дел, создадени се услови за пеперутки и колку е убаво било која пеперутка да ја видиш. Мало дете да е, сака да
како лета пеперутката и да ја стигне. Сега вече се појавуваат пеперутки и да ја стигне таа пеперутка. А никој не сака гасеница, ако има главата доли или сака да ја нагази, да ја смачка. Бог сака да не направи од гасеници, да не направи секој еден од нас пеперутки, по кој што ќе се лепат луѓето, ќе трчат и младо и старо. А ќе биде тоа, ако јас дозволам регенерација или духовна обнова во мене. Да испадне тоа што е нечистотија од мене, за да можам да бидам пеперутка која што ќе биде сакана од секој. Да испадне тоа што е нечисто. За да сето ова се случи, потребно ни е вера. Вера е да му веруваш на Бог дури и кога не го разбираш неговиот план. Тука често пати знаеме да паднеме. Посебно ако поминуваме низ некои тешкоти и почнуваме да викаме, да кукаме. Господе, јас сум ти толку верен, Господе, нели ти мене многу ме сакаш, јас сум твој син. И знаеме да си молиме, да викаме. За да дозволиме Бог да не направи пеперутка, мораме да имаме силна вера, да веруваме дека и Бог ќе го направи тоа. Пример е, повторно ќе ги земам Израел, но не овој пат од Стариот Завет, туку Израел од поновото време. 1945 година Израел помина низ пеколот на Холокаустот. Во пепелта на Холокаустот беше фрлен Израел. Ова беше само уште едно од многуте нешта кои што на Израел како нација, одбрана нација, на која што беа многу горди. И ние денеска сме горди македонци, Македонија запишана во Библијата на многу места и ние сме христијани, ние си го имаме Бог. Ние сме една вистинска слика за Израел. Израел секогаш кога беше близко до Бог, беа благословени. Но секогаш кога се оддалечува од Бог, ги снаоѓаа многу неволји. Беа во робство 70 години, беа убивани, напаѓани од различни племиња. Бог секогаш преку сите нешта сакаше да ги научи. Јас не сум ве заборавил. Секогаш и во секоја генерација имам остаток. Преку таа генерација јас ќе изведам народ кој што ќе биде или човек, маж, жена по моето срце. И ние сме таа одбрана генерација и денеска, која што Бог ја повикал секој еден од мене и од тебе. И ни даде ветување дека ќе не однесе на едно прекрасно место. Слушате што вели Библијата. Во Евреите, 11 глава, ќе читам 13 и 14 стих. 11 глава зборува за хероите на верата во Евреите. И писателот го пишува следното. Тука во самиот почеток се наведени многу личности на верата. Сите тие умреа со вера, не добивајќи ги ветувањата, а само оддалеку ги видоа и ги поздравија, признавајќи дека се гости и придојдени. Бидејќи оние што така зборуваат, покажуваат дека бара татковина. И јас и ти сме гости на оваа земја. Овие кои што беа и се наброени тука, и Аврам, и Енох, и многуте, некој од нив видоа само оддалеку како Мојсија. Ја виде ветената земја, но не влезе во ветената земја, заради непослушноста. Не беше послушен на два моменти, кои што Бог му каже едно, а тој направи друго. Виде само оддалеку. Аврам излезе од место на удобство, богата земја, и тргна во непознато. Аврам се движеше таму каде што му зборуваше Бог. Со вера Аврам го принесе својот единствен син, кој што го доби во старост. И тој самиот рече дека, кога син му го праша,
Тато, каде е жртвата? Бог ќе си промисли. Бог промислил и за мене и за тебе татковина, за сите овие. Промислил татковина. Исус рече дека јас одам да ви приготвам место. И место има за сите. За сите има детска соба. Средена. Наредена е како што треба. Наше, ние веруваме, да нашата вера се повеќе и повеќе зајакнува, да биде цврста вера, непоколеблива вера. Вера која што ќе не однесе таму каде што Бог замислил. Мојсија испрати 12 извидници, првите извидници, то кралски извидници. Јате од каде ни името? Кралски извидници доаѓа уште од Стариот Завет, кога Мојсија испрати 12 извидници. И сите 12 извидници беа во ветената земја. Сите истото го видоа. А дали сите истото го верува? Само 20. Само 20. Зошто другите 10 не верува? Затоа што тие мислеа на својата сила, на телесното. Тие немаат духовни очи за да видат, да препознаат. Не веруваат во ветувањата Божи. Ние имаме само по едно ноже, а градовите се толку утврдени, луѓето се многу големи, кај ние ќе се бориме со нив? Немаме ниту топови, ниту тенкови, немаме никакво вооружување, нема шанса. А Джошуа и Калеб рекоа, ако е Бог со нас, кој може да биде против нас? Тоа беше силна вера која што нив ги водеше. И влегоа во ветената земја. Ама 10 извидници остана од другата страна. За да биде процесот завршен во нас, процес на рехабилитација, процес на обнова, и јас и ти треба да дозволиме Бог да ја врши таа обнова на негов начин. Нема проблем. Имаме една лажна слика за обнова. Дали некој Бог го импресионирал со својата надворешност? Никој. Лажната духовна обнова е сатанска замка. Во лажната обнова ние не го менуваме срцето, ги менуваме маските. Го менуваме во даден момент пасторот, ја менуваме црквата, ги менуваме пријателите, ги менуваме роднините, сите ги менуваме, затоа што сите се лоши, а јас сум си добри. Секакви околности ние може да промениме. Ама не дозволуваме да ние самите се менуваме. Јас не сум бил во Индија, ова го читав дека Индија сум слушал дека кравата е свето животно. И знаете ли што се случува ако една крава случајно и се преспи или сака да прежива на патот, кој што е фреквенција за возила и за луѓе? Секој кој ќе дојде, ако има крава на патот, не смее да поминува од другата страна. Ниту смее да допре кравата да шутне со ногата, за да помине. Ако ја шутне, обавезно ќе заврши во затвор. Она света крава. Денеска имаме многу такви свети. Да не ги наречам како свети крави. Денеска крајност од кучињата се свети. Свети, да. Од кучињата си прават деца своји, ги сакат толку многу, ги негуваат и така натаму и така натаму. За жал е така и управа си вас. Јас посетувам веќе 3 месеци домови ниснеготени нискавадарци, да ви кажам дека сум запрепастен колку кучиња има. И какви кучиња има, тоа е, и тоа премногу. Мислиш дека... Две има, по 100 кило, 2 свини да чувам, да. На некои места се викам, ајде се централен дел, не знам зошто му е толкова кучи. Од кого ќе се плашат, од кого тие луѓе се кријат. Кучиња огромни. И преко една куќа може би има табла пази кучи. И тука е истото. Толку многу се, но кучето не е наша тема. Секој од нас
кој искрено верува во вистината, ќе биде ослободен од таа вистина и нема друга алтернатива туку да проповеда за вистината. Вистината која што него го ослободила и таа вистина да ослободи уште многу умина. И јас и ти сме повикани да ја проповедаме таа вистина. Да ја проповедаме вистината за Бог, ако дозволиме, и Бог ќе го прави тоа и ќе направи од нас чисти канали, ако дозволиме да тоа што е нечисто испадне од нас. Да дозволиме Бог да го сруши, да направи еден таков рез. Тоа мораме секој еден од нас да го направиме. Одиме понатаму. Како трета работа е фокус. Апостол Павле во 18 стих вели, зашто ние не мислиме на оно што е видливо, туку на оно што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Што ги водеше и првите ученици? Фокусот беше кон крстот. Тие добро сватија, земете го секој својот крст и следете ме мене. Следи ги стапалките на Исус, а не на човек. Ако ги следиме и фокусот ни е кон Исус, кон крстот каде што беше платена цената за мојот крев, и секојдневно размислувам за тоа. Бог му рече на Исус Навин, уште на самиот почеток, кога Исус Навин беше исправен пред еден голем предизвик да го воде многобројниот народ, кога Мојсей замина и умре, и Господ на 3 месеца уште првата глава го охрабрува Исус Навин, му вели, биди храбар, биди одлучен. Претходно му вели, свитокот, книжниот свиток, во твоите раце нека биде постојано, размислувај за него и дејни и ноќи. И дејни и ноќи. Библијата која што ја имаме во оваа форма треба да биде нашиот фокус. Нашиот фокус секојдневно, за да можеме да го дадеме најдоброто и да се менуваме и да Бог не употребе секој еден од нас. Да бидеме секој еден од нас човек, маж, жена по Божјото срце. Ќе ви дадам еден пример. Пред својата смрт еден татко на својот син му оставил 2 писма. И му рекол за првото писмо, кога ќе ти дојде тешкотија во твојот живот, отвори го ова писмо. А после кога ќе се бидеш малце порелаксиран, отвори го второто писмо. И поминало време после смртта на таткото, неговиот син се уште не женет, западнал во некои сериозни неволи. Без пари, без финанси, без многу нешта во неговиот живот. И дошол до тој степен да се самоубие. И во моментот кога го помислил тоа, решил да го послуша гласот на неговиот татко и да го отвори писмото, првото писмо. И внатре пишувало, и ова ќе помине. Тоа било зборови кои што биле охрабрување за синот. И тој решил да продолжи во животот. Започнал бизнис, се оженил, имал фамилија, стекнал реноме во градот и мислел дека целиот град е негов. Мислел дека нема никој поважен од него во животот, дека он најважниот и дека се треба околу него да се врте. Он да биде во фокусот на животот во тој град. И тогаш се сетил на зборовите на неговиот татко и решил да го отвори второто писмо. И во второто писмо пишувало, и ова ќе помине. Што пишувало? И ова ќе помине. И ова ќе помине. А и ова ќе помине. Да. Често пати и ние нашиот фокус го ставаме на такви нешта. Што ни е наутро нашиот фокус? А знаете дека секој утро нашиот Господ ни вели добро утро, сине, добро утро, ќерко. Не поздравува секојаш со добро утро. Ни дава сонце, ни дава храна, ни дава облака, топол дом
и многу нешта. Ама ние, како прво, најчесто ке многу мина, во фокусот е првото кафе. Во фокусот е проблемите, во фокусот се како денеска да заработам, во фокусот се се други нешта, отколку нашиот Бог. Ајде да ја промениме таа слика. Секој си го знаете вашето секојдневие како се будите. Нека прво нешто кое што ќе биде во вашите животи да биде посветеност или време за Бога. Дали е тоа 5 минути, 10, пола сат, зависи од вашите можности. Промените таа слика. Нема да се фалам, него едноставно да ви кажам, кога овие работи сум ги разбрал, тоа е пред многу години, дадов ветување на Бог дека нема да напуштам вратата, дека не комуницирам со него. Нема да правам ништо дома, освен ако се некои хитни работи да испаднам. Иначе, секој утро се трудам и Бог со текот на времето ми даде сила и време и простор да го ставам прво него во мојот живот, а после се друго. Еден оркестар пред да започне да свири, што прават? Они се штимат. Се штимат, се подготвуват. Ако некоја гитара скината жицата, еве имаме тука музичари, добро знаат они, пред да имат настап во црквата, дека треба да се наштимат, да играт песните, да проверат повторно и така натаму, и така натаму. И ние, ако се наштимаме наутро со Бог, ќе свириме по Божите ноти. И он ќе ни биде во фокусот. Фокусот може би ќе ни биде и работата. Знам дека некои имате премногу работни задачи кои што нели ви го оптеретуват умот. Но и во тие моменти Бог, ако ние го имаме во фокусот и гледаме кон него, ќе ни даде многу полесен начин да се справиме со тешкотиите во секојдневието, отколку без него. Ако е тој во фокусот. Ако е во фокусот било што друго, ние ќе свириме така како што правиме тоа што не е во фокусот. Јас нема да кажам да сега еве да земам како пример сестра Радка, знам со какви тегоби се соочува, но секој еден од нас сме се соочувале со, например, заболка. И кога те боле забот, не мислиш на ништо друго, туку фокусот ти е на таа болка. И секојаш и времето толку тешко поминува, толку споро поминува. Много боли поминува. И се боли. И цело време никој да застане. И умот се со тоа не се оптеретува. И едва чекаме да помине ноќта, па да одам утре дента на лекар да се јавам, за да може да биде отстранета болка. И тоа е природно во нас. Но сакам преку оваа работа, преку овие принципи, ние да се научиме дека за секогаш треба да ни биде Исус во фокус. Да размислуваме за него. Многу е важно за секој еден од нас. Верувате, браќи и сестри, ако не сте ги правиле овие работи, час поскоро ве молам, направите ги. Направите ги, свртите го вашето внимание и фокусот кон Исус. Со силна вера, дека Бог започнатото во секој еден од нас ќе го заврше така како што тој го замислил на негов начин и за негова слава. Не е заради нас. Ние сме само инструменти во неговите раце кои што Бог сака да ги употребе пред луѓето кои што не веруваат. Да не обликува, да не оформи. И каква милост, каква привилегија имаме и јас и ти да сме тука, да го слушаме за разлика од луѓето кои што денес се посветени на работните активности. Многумина од нив постат до Великден дека еве тоа му го даваме. Ова Господи, ја можам да ти го дадам. Тоа не Бог не го бара тоа. Бог бара срце човечко за да го обликува, да го оформи, да биде пример добар. А не дека ти ќе направиш некој си пост и ќе однесиш у црквата дар или било што дар. Бог го бара нашето срце. Да се менуваме, да дозволиме Бог да ги руши работите кои што не се по негова волја. Ќе го земеме за пример апостол Петар. Апостол Петар е единствениот човек во историјата на човештвото кој што одеше по вода. Ако пробаме денеска да одиме по вода, како газиме уште на првата стапка, ќе потонеме. Петар одеше по вода и фокусот му беше Исус пред него. Господе,
ако си ти заповедај ми да дојдам. Заповедта дојди. И одеше по вода. Кога го сврти погледот на друго место, почна да тоне. Знае Господ добро колку сме ние ранливи и слаби. Толку многу немам ни зборови со кои што можам да ви кажам, толку многу од длабочината на мојата душа сум воодушевен од тоа колку Бог во своето презнање премислил за секој еден од нас. Само да го слушаме Него. За да имаме порелаксиран живот. А ние секогаш го одбираме потешкиот пат, потешкиот живот. И кога ќе заглавиме Господа, зошто ме остави сега? Зошто? Не ли сум ти верен? А Бог поставил прекрасни принципи, само да ги следиме. Еве, само неколку денеска споделуваме. 4 принципи кои што се важни. Бог му треба чист терен, чисто срце врз кој што тој ќе делува. Внатрешниот човек да се подмладува, да расте, да напредува, а надворешниот секако ќе старее. Бог определил кога ние ќе заминеме од овој свет. Јован започна една прекрасна мисија. Одеше по народот, ги каштеваше, зборуваше за покаяние. Зарем очекуваше Јован дека главата ќе му биде пресечена. Ама реши, до тука е твојот живот. Од сега натаму настапува Исус на сцената. Твојата мисија заврши. Јас и ти со ништо не можеме да ја спречиме смртта. Бог додека сме живи, сака од нас да направи свети садови за света слава, за Негова слава. Тоа е и нема по-прекрасно од тоа кое што Бог го подготвува за нас и преку нас. И како четврта нешто, како принцип е да истраеме. Јас од овие стихови нешто читав, нема да ги повториме. Така, бидејќи секогаш сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние сме во туѓина далеко од Господа. Зашто уште одиме во верата, а не со гледањето. Полни сме со вера и повеќе сакаме да го напуштиме телово и да живееме при Господа. Затоа и се грижиме да му угодиме нему, било да сме дома или во туѓина. И така, најважното, ако е некој во Христа, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Да истраеме во молитвата, во заедништвото со Бог и заедништвото со црквата, на кое што глава е Христос. Ако тоа не беше присутно помеѓу првите ученици, кога беа изложени на силен притисок на прогонства, ако тие не беа заедно со учењето на апостолите, во заедништвото, во раскажувањето на небото, во молитвата, и Библијата вели дека се им беше заедничко. Тие беа истрени, беа упорни, дека само ово може да не одржува. Ако не се држиме еден со друг, светот многу лесно може да не проболта. Затоа што на почетокот ви спомнав дека сатаната, ѓаволот е како разјарен лав. Разјарен лав е некој кој што е наранет или е премногу гладен и бара и обиколува околу црквата некој да приграде. Ако ние се држиме еден до друг во единство, се држиме во стадото, во трлото на кој што пастир е Господ Исус Христос, и истраеме и веруваме дека Бог ни приготвил место, татковина, ние сме сега во туѓина, ова не е наша земја. Ние сме во оваа земја, но сме гости на оваа земја. И многу е важно каде ќе завршиме. И другите се гости на оваа земја. Оние кои што не се тука, кои што не се при Бога, и тие се гости на оваа земја. Оваа земја е само привремено. Телесното она кое што го гледаме е привремено. Привремено, тоа ќе заврши, ќе замине. Се ќе изгоре. Апостол Петар во неговото писмо, во второто писмо пишува во 3 глава дека огнени стихии ќе се спуштат од небесата и се ќе биде изгорено. Ако Бог вели дека се ќе биде изгорено, зошто јас да се врзувам за материјалното? Има ли причина да се врзам, а ние знаеме сите колку многу работи имаме кои што не ни се потребни. И сакале или не, некои работи не врзуват. Не врзуват некои работи. Не ичиме да се откажеме од нив. Мили ни се.
Ова ми е подарок од оне. Ова ми некој има потреба за такво нешто, ама мене ми е мило. Јас си го чувам. И полека се врзуваме. А се ќе биде изгорено. И знаеме и свесни сме дека во гробот никој ништо од нас не носиме. Правиме куќи на 3-4 спрата, имаме имот 2-3 коли и други работи. И ако фокусот ти е од тоа и таму и ќе се врзуваш. А ако фокусот е Исус, Исус вели: "Истрај, сине, черко, јас ќе те однесам. Јас ќе те однесам на едно попрекрасно место. Место кое што го приготвив за тебе. Таму ќе бидеме заедно и ден и ноќ во неговата слава." Овој свет и земјата во која што живееме навистина е многу голем предизвик, посебно за младите во денешното време, многу предизвици, многу тестови. Но ако сме близко до Бог и истраеме со Него, дозволиме Тој да не обновува, да не регенерира секој ден и да живееме за Него, че имаме вера дека ќе стигнеме таму каде што Бог определил место за нас. Охрабрете се на својот пат е пораката на нашиот Спасител. Низ сето ова кое вие поминувате, Исус вели дека јас веќе го поминав. И затоа ви оставам порака: бидете ми верни, бидете ми послушни. Јас сум со вас. Петар во второто писмо, тоа што ви го цитирав, во 12 стих вели: кога ги очекуваме сите овие работи, дека земјата нели ќе изгоре се и бидејќи се ќе се распадне, вие кои го очекувате и забрзувате доаѓањето на Божиот ден, кога запалените небеса ќе се распазнат и вжалените стихии ќе се стопат, какви треба да бидеме? Е охрабрувањето. За да сето ово, кое што знаеме дека ќе се распадне, тоаш која е нашата надеж? Дали останува нашата надеж земното или она кое што Бог го ветил? Да дозволиме Бог да руши во нас се што не е Негова волја, за да направи обнова, за да направи нов дом за Него. Ново срце, кое што ќе биде по Божјото срце. Немојте да жалите по распадливото. Дозволи Бог да те менува. А тоа што Бог го менува е навистина и квалитетно и трајно. Дозволите да Бог работи во вашите срца, а секој еден од вас добро знаете, ако се уште има нешто кое што не си му го предал на Бог, предај му го. Не го држи во себе си. Ако го држиш, духовната обнова уште ќе биде во положба на статус-кво ситуација. Ние напред, ние назад. А Бог сака од нас да направи личности кои што ќе одат напред. Ќе бидат храбри војници. Одлучни војници за Негова слава. Тука ќе завршам.